Ало, добар ден, браво пријатели, јас сум Петар Наумовски. Правиме ново видео, денес е 21. мај 2026 година. Ке го објавиме во нашиот канал, Наш свет со Петар. Денес ке зборуваме за посетата на рускиот председател, на председателот на Руската федерација Владимир Путин на Кина. Ова беше 25-та поред посета на Владимир Путин, на председателот на Русија на Кина. Гледате една интензивна средба, една интензивна соработка, една интензивна патување на Путин во Кина. Именно тоа е се повеќе се зачестени после отпочнувањето на СВО, на специјалната војна операција, кога на Руската федерација беа направени, нанесени или воспоставени санкции и ембарга. Од тој момент Руската федерација својата надворешна политика и својата нова доктрина ја темели врз евроазијската стратегија, евроазијската, како тема викат, направление или дирекција. Се разбира, Русија е исто така европска држава, но после, нели, како што кажа, после отворање на војната во Украина, нивната доктрина оде во Евроазија. Да се вратиме на средбата, 25-та поред средба на Путин во патување на Путин во Кина. Доаѓа веднаш после посетата на Трамп. Трамп беше пред дена во Кина и, нели, како што кажав, минатата недела беше објавено веднаш дека после посетата на Трамп ќе допатува и председателот на Русија Владимир Путин. Посетата на Трамп ја обработивме во претходно видео, зборувавме што се случуваше, што беа изјавите на посетата на Трамп на Кина. Зборувавме за тоа што значи стапицата на Тукидид, она кој што го зборуваше Кси Жинпин. Кој е Тукидид и што значи тоа што тој го кажуваше? Дали тоа значи дека Кина станува нов хегемон, дали тоа значува дека на повидок е размена на хегемоните и на новиот начин на владење со светот. Имате повеќе информации за тоа во тоа видео за посетата на Трамп, може да го погледнете. Посетата на Владимир Путин во медиумите се представува не толку многу помпезно. Имаме некои информации кои што не се баш сериозни. Имаме многу медиуми информации за тоа дали колата на Трамп била со регистарски таблички, на Путин без и така натаму, или колку вкупно биле децата кои што го пречекале едниот па другиот и каква символика имале децата. Мислам дека тие написи со неважни работи, мислам дека се несериозни, имаат во предвид да го отвлечат вниманието на посетата на Путин во Кина. Што е значено од посетата на Путин во Кина? Значени се неколку работи. Најзначено е тоа што тие веќе и декларативно веќе објавија декларација, веќе тоа прв пат го обзнанија, мислам тоа е познато, но официјално го обзнанија дека декларира дека крајот и сака едно мултиполарно управување со светот, значи една мултиполарност во светот. Што значи мултиполарност? Мултиполарност ќе обработуваме подоцна, друг пат во други видеа, сега немаме време. Накратко со 2-3 реченици. Од Втора светска војна до 90-те години имаме биполарно, Советски сојуз и Америка и западниот свет. После 90-те години имаме униполарност, каде што светот се раководи од една суперсила, од Америка. Знаете, ние сите бевме сведоци на тоа, што значеше тоа дека Америка може се, да беше семогна и целиот свет беше ориентиран кон таа доктрина. Сега, на оваа посета, веќе неколку време се работи, но сега декларативно се прогласи и се поднесе, се даде една официјална декларација дека двете држави, дека и Русија и Кина се залагаат и ќе работат на
еден мултиполарен свет. Што значи мултиполарен? Тоа значи дека ќе има повеќе центри на моќ. Повеќе центри на моќ. Нема да има само една како до сега во Вашингтон и толку. Ќе бидат мултиполарни, тоа ќе има полови во Русија, Кина, Индија, Америка, западна света, Европа. Некои аналитичари сметат дека и Турција ќе биде еден од центрите на моќ, но сепак тоа е малку дискутабилно. Така што сега на оваа посета сте обзнани и официјално се презентира таа декларација дека двете држави, двајцата претседатели работат и се залагаат и го декларираат тоа дека ќе работат во еден мултиполарен свет. Што води кон тоа исто така? Тоа води меѓусебната трговија. Кина и Русија ја порамнуваат, ја плаќаат или ја порамнуваат, како сакате да го кажете, во сопствената валута. Тоест, кога Русија купува нешто од Кина, го плаќа во јуани и обртно, кога Кина пак купува од Русија, таа го плаќа во рубли. На тој начин тие го декларираат, го потврдуваат таа заложба со тие трансакции, со тој начин на соработка, бидејќи досега важеше принципот да се вршат порамнувањата во долари. Нели секоја држава требаше да има и имаше одредено количество на залихи во долари и на тој начин ги вршеа порамнувањата во најмногу во таа SWIFT систем, нели, кој што пак добија еден дебакл SWIFT систем, кој што со почетокот на војната пак Русија беше санкционирана, тоест беше изфрлена од SWIFT систем. Затоа тие мораат да бараат и нели наоѓаат нови начини на порамнување, на плаќање на стоките и на договорите. Значи, двете држави се објавија за мултиполарен свет. Трговијата помеѓу себе ја вршат во местни, во локални, во нивни валути. Беше соопштено од Путин, неговото излагање беше соопштено. Трговската размера лани беше некаде околу 200 милиарди, кој што е нагорен тек. Во последните години трговската размера двете земји помеѓу Русија и постојано расте. И мислам, ако погледнеме реално, Русија лиферува енергенси, руди и суровини, додека пак од Кина увезува, знаете, многу кинезите во последно време имаат премногу нови уреди, техника и така натаму. А веќе ги гледаме и во Русија, во фабриките каде што беа европските производители, каде што беа Volkswagen или други европски производители, кои што ги напуштија тие фабрики, веќе дојдаа таму. Кинези заедно со русите веќе под руските претходни марки произведуваат нови руски коли со кинески делови, или со кинески технологии. Значи, имаме една нагорна, зголемена соработка, зголемен размена на стоки. Ќе кажа дека веќе и во оваа година некаде минала трговијата во повеќе од 20%, тоа се зголемела повеќе од 20%. Сметам дека ова не е само една обична декларација, мултиполарен свет, дека нов свет, дека тие сакаат да градат нов свет, тоа го гледам одамна, но сметам дека ова декларација значи, и тоа веднаш после посетата на Трамп, значи дека и тие од сега натаму ќе се однесуваат како полови во тој свет, како дел од силите, дел од суперсилите во светот. И во таа насока сигурно поратамо ќе гледаме и намери од двете држави да
ги градат тие нивни региони. Бидејќи знаете во таа теорија за мултиполарност, секој од центрите мора да изгради на свој регион на влијание и на еден свој свет каде што ќе има размена на стоки, идеи, технологии и така натаму. Што беше друго значајно? Друго значајно беше западните медиуми и сите медиуми, посебно западните, го предадоа непотпишувањето договор за силата на Сибир 2, вториот гасова линија. Знаете, ти од многу време преговараат и Русија и Кина многу време преговараат за изградба на нов капацитет, на огромен нов капацитет од Русија до Кина за транспорт на плин, кој што би се вика, нели, името е силата на Сибир 2. Немаше конкретно договор за силата на Сибир 2. Некаде по медиумите каде што видов или анализаторите сметаат дека тоа изостанува бидејќи се уште нема договор за цената на гасот. Имаме една ситуација кога Русија е во војна, кога има санкции, ембарга од целиот западен свет, од полосвет или од целиот од Г20 да го кажеме. И во овој момент очигледно Кина сака да обезбеди поволни, уште по-ниски цени за гасот од Русија, кој што русите пак очигледно го преговараат и се уште немаме договор, тоест немаме ништо конкретно за тој сибирски, за таа линија за плин, силата на Сибир. Денес излезе и информација, некаде видов по медиумите, дека Кси Џинпинг наскоро ќе патува и за за Северна Кореја, кај што ќе има и таму средби со тамошниот лидер. Северна Кореја е стратешки партнер на Русија. Меѓу другото, Русија и Кина постојано зборуваат за партнерски односи. Значи Кина постојано го избегнува терминот стратешки партнер, бидејќи ако се стратешки партнери ти е едно многу големо ниво, многу високо ниво. Затоа го употребува терминот партнерски односи, тоест дека имаат партнерски односи. Кси имаше информација денес дека се организира и дека наскоро ќе оди во Северна Кореја, кој што значи дека очигледно има некакви намеренија или можеби препораки од американската делегација. Нели има некакви такви сомневања и изрази во американските медиуми дека Кси Џинпинг ќе патува во Кореја да пренесе пораки од американската делегација и очигледно американската делегација можеби сака преку Кина да направи некои нови соработки со Кореја, со Северна Кореја. Знаете, во претходниот мандат се сеќавате дека Трамп имаше во мандатот Трамп 1, како што му викаат, имаше средби со Ким Џонг Ун, кој што пак не завршија баш толку славно, немаше некој продор во преговорите и очигледно сега се бара нов таков момент. Друго нешто кое што излезе по медиумите е тоа дека очигледно кинеската страна ветила на американци дека нема да лиферува против ПВО, против воздушна одбрана во Иран. И тоа беше посета на Путин беше што имаше многу и тоа исто како Трамп имаше и тој многу со него беа скоро сите олигарци, имаше од разни министерства луѓе, се потпишаат 40 договори, повеќето не многу значени, повеќето паушални меморандуми и како што кажав, тоа беа позначајните моменти од средбата кои што заслужуваат внимание, кои што пак медиумите за масова комуникација не ги пренесува. Тоа не мислам дека е доволно, мислам дека е во ред дискусијата за средбата на Путин во Кина.
Следим и медиумите, ако се појават нови информации денови за посета на Трамп и на Путин во Кина, а и средбата која што следува на Кси Џинпинг во Кореја, ќе ги следиме и ќе направиме можеби и друго видео. За сега е доволно. Ако ви се допаѓаат видеата, ако мислите дека е во ред, ако мислите дека треба да правиме вакви видеа за состојбата во светот, за тоа во која насока оди светот, за тоа како би се развивал, каде е нашето место како наша држава и ние како поединци во тоа, можете да стиснете абониран на каналот, можете да се претплатите или како се вика да се подпишете или така натаму да каналот како што би редовно би добивале видеата кои што ги правам. Бидејќи алгоритмот на YouTube е така направен што ако не сте член на каналот, голема е веројатноста да не дојдете, да не ви се покаже видеото. Ви благодарам многу за денес. Имајте убава вечер и пријатно. Чао.